Одиме понатамо со содржините на утринската програма Деница. Во продолжение, проследете го разговорот од мојот колега Бранислав Стојановски. Почитувани гледачи на утринската програма на телевизија Мега, добро утро. Во едно од минатите изданија на утринската програма разговарав со мој соговорник на тема какви се можностите за туризмот во селото Осој во Кичевско, каде што имавме можност да видиме многу такви можности како селото може да понуди на секој турист кој што сака да дојде и да го посети, да може да види многу убави работи тука и да може и понатака да привлече и поголем број на туристи. Меѓутоа, денес со истиот соговорник, со господинот Горан Несторовски, малку ќе расшириме оваа тема околу можностите за развој на тој алтернативен туризам, односно ќе го опфатиме целиот Кичевски регион. Господинот Несторовски е тим лидер на тимот за туристички активности, кој што е формиран во селото Осој Кичевско. Меѓутоа, господинот Несторовски како тим лидер на овој тим за туристички активности веќе почна да работи, односно да разгледува какви се можностите за развој на тој алтернативен туризам, рековме и во поширокиот Кичевски регион. Господин Несторовски, јас ве поздравувам, благодарам што одвоивте време да бидете и ова утро со нас. Може ли на почетокот да ни кажете какви се можностите за развој на алтернативниот туризам во Кичевскиот регион? Има ли Кичево што да понуди во тој алтернативен туризам? Кичевскиот регион со својата географска местоположба, со природните убавини, вклучувајќи ги планините Лопушник, Бистра, Стогово и други, изворот и течението на реката Треска, реката Студенчица и реката Темница, со близината на Охридско-Струшкиот туристички регион и сообраќајната местоположба, како и она што може да го понуди, представува неоткриена, непозната и, јас би рекол, неискористена туристичка дестинација. Господин Несторовски, дали има нешто што може дополнително да се превземе околу развојот на алтернативниот туризам во Кичево? Значи, прво треба на сите да ни е јасно, поставим прашањето дали сакаме да го развиваме алтернативниот туризам во Кичево. Ова прашање прво треба да се го постават вработените во одделението за локален економски развој при општина Кичево, кои што на некој начин се носители на развојот на алтернативниот туризам во Кичевскиот регион. По моје мислење, прво што треба да се направи е да се формира една комисија за развој на туризмот во општина Кичево, во која комисија би биле вклучени членови вработени во општината Кичево, односно во одделението за локален економски развој, и надворешни членови, луѓе со добри идеи кои имаат за развој на алтернативниот туризам, со волја за работа, а тука треба секој да се вклучат и науката, односно дипломираните туризмолози, што верувам дека во Кичево ги има неколку. Значи, сите тие треба да формираат една комисија за развој на туризмот. Понатака ова комисија, значи, прво и основно треба да донесе програма за работа или поширок еден туристички акционен план во кој би се предвидели кои активности ќе ги преземат и која би била динамиката на тие активности. Понатака, значи, треба да се работи многу на терен. Треба да се постават патокази во Кичевскиот регион, скоро и да ги нема. Треба да се уредат излетнички места. Треба да се уредат одредени локалитети. Треба да се постават инфомапи и табли во Кичево за позначајните места, објекти кои што еден турист намерник би можел да ги види. Понатаму, она што значи верски туризам, она што значи културен туризам, да се подигне на едно повисоко ниво. Она што ние го имаме како меѓународни фолклорен фестивал и меѓународен детски фолклорен фестивал, да се подигне на некоја поголема рамниште,
да се изготват такви или слични активности. Например, во Кичево ние немаме некој препознатлив туристички настан, се овие два фолклорни фестивали што ги спомнав, и она што го прави и групата Вреди да си од Кичево со отворениот ден на мултикултурализмот. Значи, такви повеќе активности нам ни се потребни. Исто така ги охрабрувам вработените во локалниот економски развој на општина Кичево да аплицираат. Има многу проекти каде што можат да се добијат средства за уредување на туристичките локалитети, на пешачките патеки, на велосипедските патеки. Имаме ние одека во околината на Кичево убави места кои што можат да се искористат и за велосипедски, и за пешачки патеки, за джип рели. Значи, меѓутоа пак кажав, битно е, значи, да се има волја за оваа работа и да се почне да се работи. Така. Дали може да ни посочите некој пример, дали може би од друг град од нашата држава, каде што има вакви позитивни работи од аспект на промоција на алтернативниот туризам? Да земеме некои искуства, може би, на кој начин тие се организира? Да, значи, видите, поранешната општина Другово, која се припои кон општина Кичево, токму таму функционираше ваква комисија за развој на алтернативен туризам, што ви ја спомнав како идеја, и која што беше поддржана од холандската невладина организација СНВ со седиште во Скопје, која што Комисија за развој на туризмот изготви еден туристички акционен план за развој на туризмот во поранешната општина Другово и се презема активности по тој изготвен план. Она што во моментов може да биде позитивен пример, јас би посочил неколку. Тоа е тимот за туристички активности на село Осој, тоа е Сдруженијето за развој на селото Белица, и тука би го додал авто или джип клубот љубителите на Бистра од Кичево, кои што преземаат одредени, да ги речеме, локални активности за развој на тој алтернативен туризам, кои што, да речеме, организираат одредени настани, како што се во село Осој, да речеме, велосипедски крос, пешачки марш. Во село Белица би спомнале тука, например, организирање на манифестација Белички средби, или джип рели што ги организира Сдруженијето љубители на бавините на Бистра. Организираат и во летниот и во зимскиот период, сега пред некој време баш имаше еден джип рели. Меѓутоа треба овие манифестации малку повеќе да се издигнат на едно повисоко ниво, да се вклучат повеќе луѓе во организацијата и да се направи нешто на планот и на маркетингот на сите овие активности. Така. Она што вие го кажавте во текот на разговоров, значи сите оние аспекти кои што може Кичево да ги понуди, а и сите оние потреби кои што треба да се реализираат за да може да функционира ваков тип на туризам, може ли да дадете некоја оценка како е во моментов состојбата со можноста да се отпочне една таква работа, да може да почнат проекти да се реализираат? Спомнавте дека тука треба да се вклучи и самата општина, може би и другите, дали владини или невладини организации. Каква е моменталната состојба? Значи, моментално во Кичево нема организирани одредени институции или органи кои се занимаваат со развој на туризмот. Јас ги кажав овие како одвоени позитивни случаи и примери. Меѓутоа, видете, Центарот за развој на југозападен плански регион со седиште во Струга, во кој што припаѓа и општината Кичево. На некој начин сите своји активности повеќе ги влече околу тој регион, околу Охридскиот регион, околу Езерскиот регион, да речам. Значи, тука треба со тој центар повеќе општината да комуницира, да одредени проекти да бидат вклучени. Понатаму, треба да се искористат сите оние туристи што престојуваат во Охрид и во Струга во летниот период, барем да дојдат во Кичево на една дневна или полудневна тура. А верувајте, Кичевскиот регион има што да понуди. Кажавме, тука се планините, тука се неоткриени велосипедски и пешачки патеки. Јас ќе кажам, голем број верувам дека граѓаните во Кичево не знаат, а и пошироко, на целото Добреноец, на околу 6 километри има едни водопади кои што се на равниште на Смоларските или на Колишинските водопади. Меѓутоа,
Пристапот до таму е оневозможен, затоа што има река која што треба да се помине, така натаму, значи не е уредена таа патека за да се стигнат до тие водопади. Понатаму, рековме, тука е манастирот Света Богородица Пречиста, тука е манастирот Свети Ѓорѓи во Кнежино. Сите се тие можности за развој на алтернативниот туризам. Не би спомнал тука и селата што се во Кичевскиот регион со таа традиционална македонска архитектура. Понатаму, тоа е традиционалната храна која што ние имаме во Кичево и во Кичевскиот регион. Тука е излетничкото место Китино Кале во Кичево. Тука има одредени, сега се појавуваат и да речам одредени угостителски објекти кои што негуваат традиционалната македонска храна. Тука имаме рибни ресторани. Значи сето тоа може да се искористи за развој на тој алтернативен туризам. Да кажем и тоа дека во Кичево под Китиното Кале има една пештера која што е реткост, значи во самиот центар на градот да имаме ние една пештера која што за жал не е отворена за посетители. Не мора таа да биде цела отворена. Не знам дали е истражена и колку е истражена, меѓутоа да речеме 100 метри, зошто да не биде отворена, да биде осветлена, ќе биде навистина една голема атракција би била таја. Да кажам дека имаме Кичево, имаме одлични услови за лов, за риболов. Тука не треба многу да зборуваме. Меѓутоа треба многу да работиме на развој на тој алтернативен туризам. Сместувачките капацитети се исто така едно прашање каде што треба се обрне внимание. Треба, значи, вие не можете да најдете некое селско домаќинство кое што би примило гости на ден, два, или да подготви одредена традиционална храна за одредени туристи. Затоа што треба да се знае дека за ние што работиме на некој начин во развој на туризмот, за нас турист е секој оној кој што доаѓа во нашата општина, а не е тука жител. Значи, по било кој основ, дали тој доаѓа поради одредена работа, дали доаѓа поради посета на родни, на фамилија и така натаму, или доаѓа чисто онака да види што може Кичево да онади, сите се тие потенцијални туристи. Значи секој оној што може било еден денар да остави во Кичево е потенцијален турист. Ние знаеме кога се одржуваат тие меѓународни фолклорни фестивали, пак ќе ги спомнам како добар пример, кога што се чувствува една раздвиженост во нашиот град, кога верувам дека сигурно за 10-15% угостителските објекти и останати чинители, значи, го зголемуваат својот промет. Впрочем, и самото значење на туризмот е една стопанска гранка од која што може да се на некој начин заработи. Посебно би сакал да апелирам до туристичките агенции што ги имаме ние во Кичево. Туристичките агенции на некој начин гледаат да од Кичево ги однесат граѓаните во, да речеме, други држави, меѓутоа тука треба нешто да се направи, да почнат да носат туристи и да речеме во соработка со училиштата да почне да се развива тие порано што беа многу популарни екскурзии. Јас верувам дека многу од Кичево дечиња не знаат каде извира реката Треска, тоа е само на 15 километри од Кичево, не знаат, значи, што е и каде е планината Бистра, каде е планината Лопушник, а тука се тие на дофат. Значи, сите овие можности што ги има Кичево, за жал, во моментов не се искористени. Би кажали што една работа. Вие во Кичево сега, во овој момент, не може да купите една разгледница, не може да купите еден сувенир. Зошто тоа општината Кичево да не организира едно како информативно биро, а воедно била и продавница за сувенири, кај што секој нешто доаѓа во Кичево може да купи некој сувенир, може да добие некоја информација и така натаму. Верувајте, сум имал прилика да видам како работат, да речеме, во Источна Македонија, Берово, Делчево. Мислам дека се луѓето многу, значи, понапред отидени од нас, а од друга страна пак нашиот регион е навистина многу повеќе може да понуди од тие региони и во природа, и во чист воздух, и во планини, и во патеки, и во се. Така. Господин Сторовски, јас се надевам дека се ова што може Кичево да го понуди, вие како тим лидер на овој тим за туристички активности, ќе може да смогнете сили и да обезбедите и ресурси и се она што е потребно за да сепак од некаде почне сета ова работа и да може навистина Кичево да не само на кичевчани да им го представи тоа што го има како
културно наследство или се друго останато, туку да можеме тоа да го презентираме и на секој оној што ќе дојде од страна, дали од другите градови од Македонија или можеби и надвор од нашата држава. Јас ви благодарам уште еднаш за вашето учество во емисијата и секако за се оно што ќе биде актуелно на оваа тема, повторно ќе ве повикаме за наш гостин. Ви благодарам и вас, да кажам само на крај, дозволете дека во текот на месец октомври минатата година ние одржавме и една јавна трибина можностите за развој на алтернативниот туризам, кое што можам да кажам дека кај граѓаните побуди голем интерес, меѓутоа за жал од општината немаше некој интерес. Ние стоиме на располагање со сите овие наши знаења и повеќе бидејќи јас искуство што ги имаме, да ако се пројави интерес во општина Кичево да се формира таа една комисија за развој на туризмот. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешниот разговор со господин Несторовски. Останете и понатаму со телевизија Мега.